звуците на виолината се навистина прекрасни. А сега да го представиме гостинот, кој што мојата колешка Ирина си го пречека, Владимир Битолјану, стрип книжарница Бункер, 4-то издание Стрип Трип фестивал. Ирина ме праша во пораниве утрински часови кога започнавме со емисијата дали сакам стрипови, по мојот брат да. И јас ги отварав, ги читав затоа што тој ги имаше безброј. А меѓутоа знам дека ги има многу љубители кои што се на стриповите и токму интересен настан. Добре ни дојдовте, добро утро. Благодарам за поканата и за можноста малце да продискутираме за стрипови. А зошто да не? Нели интересен настан. Дали сакате да ве почестиме нешто од нашата мини кујничка, чај, кафе? Ви благодарам многу. Токму сум, како ви кажат. Колку сме, токму сме. Добро, во ред. Започнува разговор. Повели, Ирина. Ке зборуваме за она што кажа Слободанка за стрип културата, а има навистина многу љубители на стрипот, се уште се читаат стриповите, тоа е нешто од наше време. Повеќе можеби момчињата читаа, меѓутоа тука бевме и ние малку се подкрадувавме, како што каже и Слободанка, покрај братот незин. За сите љубители на стрипот, викендов што измина, што е позади нас, се одбележа 4-то издание на Стрип фестивал 5, 6 и 7 јуни во Младинскиот културен центар. Еден од организаторите Владимир Битолјану и воедно собственик на култната стрип книжарница, ако не и единствена во Скопје, Бункер, каде што го знаат сите љубители на стрипот. Мислам дека нема друго место освен Бункер во центарот на градот да си одат и да си земат нели она што си го сакаат. Сега е малку изменето тоа, нели трендовите се малку поразлични од оние порано што ги знаеме ние Загор, Алан Форд. Сега ќе зборуваме и за стрип културата, тоа ни е многу важно. Меѓутоа да кажеме како измина настанот, кој што се случуваше овој изминат викенд во МКЦ и кои беа учесници. Така. Благодарам многу за убавите зборови најпрвин. Да, би можел да поминам веднаш за настанот, бидејќи тоа е некаква веќе мини традиција која трае 4 години со голем напор на една група, би рекол, стрип ентузијасти и на МКЦ кој е иницијатор на целата работа и некаков идеен творец. Имавме убав фестивал, многу убави гости, имавме за прв пат еден, да кажам, нашинец, ја го викам Бобан Пешов, кој што иако живе и работи во Италија е наш човек, кој што постигна голем успех на светската стрип сцена. Други гости, млади учесници кои што учествуваа на конкурси, на стрип школата и така натаму. Нешто сигурно ќе заборавам, меѓутоа убаво, квалитетно, шаренолико. Сега сме малце уморни, меѓутоа имаме голема сатисфакција. Да, имате убав викенд позади вас. Ние имаме и фотографии, може да видат и гледачите каква беше атмосферата во Младинскиот културен центар. Значи 2 дена многу учесници, како што кажавте и стрип школа, така, има луѓе и ентузијасти кои што сакаат да пишуваат нешто ново и да создаваат нови романчиња, така се вика порано. Сега вие сте Сега има назив графички роман, така малци да му се даде на стрипот поголема тежина, се вика, меѓутоа во принцип тоа е тоа. Јас би сакала додека не ги пуштиме фотографиите да позборуваме за она што го споменавте вие, беше еднаш на истокот, тоа е овој, значи, графички, како кажавте, графички роман. Вака, може, ова е од Бобан Пешов и би сакала малку да му дадеме значај, ова е македонски стрип, на македонски е внатре. Еве како изгледа, беше промовиран и на сајмот, односно на фестивалот. Сакавте нешто да покажеме, да ми помогнете што... Да, Бобан направи некоја посвета овде, па јас не знам, ако имате библиотека или ако некој имате љубител на стрипови, би го подарил овој примерок со подпишана посвета и цртеж од Бобан. Ова е специјално со подпис, да. Бобан, инаку нашинец го викам, кој што на мали години отиден во Италија и минатата година со еден стрип кој што зборува токму за Македонија постигна огромен успех на захтевната, би кажал, италијанска стрип сцена. Беше номиниран на некој од најголемите стриповски фестивали за награди во Италија. И ние кога го видовме ова и кога видовме за што се работи, рековме мораме да го донесеме овој човек и мораме да го преведеме ова на македонски. Реакцијата беше, можам слободно да кажам, извонредна, најдобра до сега што сме имале за некој наше издание. Ние и издаваме, нели, стрипови, се бавиме со издаваштво од 2017 година. Имаше многу луѓе од сите краишта на Македонија, значи Бобан е од Виничко, па нормално дојда многу луѓе од Виница, од Делчо, меѓутоа имаше и од Велес, од Кавадарци, од Охрид, од Куманово, од цела Македонија.
Така. Сега можеме да кажеме малку за што се работи, која е темата, вака малку да ги заинтересираме гледачите. А да не откриеме премногу. Така е. Значи, основната тема, би рекол, на стрипот е потрага на едно семејство од Македонија на подобра иднина во 90-тите години. Значи, имаме ситуација, една бивша држава се распаѓа, нови граници се цртаат на секаде, почнуваат полека да никнуваат и оние први транзицијски херои, што ги викаме. Во такви некакви услови, семејството на Бобан, односно таткото на Бобан, бара некоја подобра иднина и тоа го бара преку патот и да проба да оствари некаква иднина во Италија. Значи, да не откриваме премногу, меѓутоа, тука има описи од неговото село, од животот од Македонија, опис на едно време, значи стрипот е на некој начин и вредно некакво сведоштво за едно изминато време поминато во Македонија, бидејќи во форма на стрип ова го немаме раскажано кај нас се уште. Сега да позборуваме малку за стрип културата. Кажавме дека порано многу се читаа стрипови, значи тоа беа познатите Загор и Алан Форд. Сега има некои нови јунаци, бидејќи сме во едно ново време. Меѓутоа сепак има интерес за стрип, има луѓе кои што си купуваат, тоа сте вие најголем сведок, ќе кажете еве и подоцна. Што е сега она најактуелно, што е сега нешто ново покрај Алан Форд и покрај Загор? Така, ние се обидуваме да се прилагодиме кон сите. Значи, се уште јака таа фракција, да кажам, на љубители на стрип малце постари, кои што ги сакаат тие некои класици покрај нив и некои други стрипови од тие 70, 80, па и 90 години. Бивша Југославија тогаш беше една исклучително моќна велесила што се однесува до стрипот, меѓу првите 5 земји по стрип издаваштво во Европа беше. Така што тоа е, да кажам, едната струја што ја имаме. Младите сега бараат нешто друго. Младите се повеќе насочени кон сега и јапонскиот стрип, мангата или од далечна Азија, од Јапонија, Кореја и така натаму. Ние се обидуваме така некако да ги обединиме сите тие стилови, сите тие правци, затоа што тоа е на крајот на крајштата и единствена шанса некако да обстанеме. Тоа не се некакви големи количества. Младите и генерално светот се има некакви други преокупации, а секогаш викам, ние кога растевме, наш стрипот ни беше монитор. Она што на младите сега има монитор, замена за тоа беше стрипот. Ние сме генерација што имавме оние атласи по географија, па ќе го земеш као учиш у школа, а внатре ќе си ставиш стрипче и читаш. Тоа беше тоа. Сега се некои други времења и ние мораме и треба да ги почитуваме, меѓутоа се бориме да им ја наметнеме некако оваа навика и на младите, бидејќи, еве, ако зборам во мојот случај, тоа е некаков исклучително позитивен тренд. Ја преку стрипот научив да читам. Лектири, ово можда. Значи, тоа беше све супер, фино, меѓутоа некако ми го чувствував како наметнато. Кога дојдоа стриповите, преку нив развив и она навика за читање асална, би рекол. Предностите се многу бројни и ние се трудиме некако да ги промовираме. Така. Владимир, овие сега нови стрипови што се, да кажам, што се сега, еве ја кажавте од Јапонија, кој што е тренд меѓу младите, на македонски се преведени, така? Не, за жал, Јапонија е еден огромен пазар. Таму тиражите се милионски, па и искрено и условите да добиете права да објавите нешто тамо се многу тешки, бидејќи јас имам колеги од Хрватска, Србија кои што се поголем пазар од нас и они викаат кога ќе им се јавиме со нашите тиражи, на јапонците опште не ни одговараат на мејлови. Друга работа кај нас е што не знам колку и дали воопшто има некои преведувачи од јапонски, значи тоа би морало да иде да се преведува од англиски и така натаму. Би било убаво, во Србија сега постои еден исклучително јак тренд на издавање манги, така се викаат и јапонски стрипови, и би било убаво кога и кај нас би успело да се прелее некој таков тренд. Да. Сега повторно јас ќе се вратам на оние стари стрип романчиња, си ги викавме ние, не беа во вакви тврди корици, туку беа нели меки. Она што е интересно е дека поголемиот број од љубителите си ги чуваат, затоа изборевме нели колекционери, си ги чуваат убаво. И си ги продаваат некои за голема цена. Тоа сакам. Ако сте сочувале нешто од тоа време, сега можете стан да купите со тие од прилика овој стрип, ако се добро очувани, ако се популарни наслови, да.
Постои тој тренд, тоа е повеќе така некаква, како да кажам, носталгична димензија, бидејќи тие некои ултрапопуларни јунаци од тоа време, кај тие генерации се и сега популарни, тие стрипови, да кажеме, има некоја друга димензија. Тогаш не беа, како што рековте, вака технички перфектно обработени. Меѓутоа, тие што се очувани, сега има луѓе што се отидени по Европа, наши живеат овакво, и они даваат доста, да кажам, добра цена за тие стрипови. Ја гледав, постојат специјализирани сајтови за аукции, каде што се надаваат, значи... Високи цени на вистина. Да. Имате едно романче, како што спомнавте. Дали знаеме која е највисоката цена, се извинуваме? Тогаш имаше две најпопуларни серии. Златна серија се викаше Лунов Магнус стрип. Значи, некој, да кажеме, комплет на тие стрипови, романчиња, значи, они стигнаа негде до број 1000 отприлика. Цела серија се продаде за 50, 60, 70 илјади евра. Значи, може да се... Слушаш ли, речи? А поединечно може и неколку илјади евра да добиете за еден загор, например, стар. Тоа е пасија, тоа е љубов, тоа е страст и тука тие само колекционерите си го знаат тоа. Би сакала овие последни минути, Владимир, да ги искористиме да кажеме дека Бункер оваа година ќе го прослави својот 15 годишен јубилеј, 15 години постоење, значи некаде во септември. Се надевам дека ќе има некое така одбележување на овој 15 годишен јубилеј. Нешто малку да откриеме? Ако сакате да... Ја би сакала, ама се уште не знам. Значи, ние ден за ден функционираме. Да, би сакале да го одбележиме тој јубилеј. Жилави сме, ве обстоиме 15 години, кога почнувавме. Не ни предвидуваа дека баш оволку долго ќе издржиме, меѓутоа, ете, некако како во песната клоцаме, Alive and Kicking, клоцаме и тераме напред. Да, би сакал нешто да одбележиме и нешто веројатно ќе направиме, меѓутоа секако ќе бидеме тука да ги информираме гледачите. Дали можеби веќе почнувате да се подготвувате за следната година, за петото јубилејно издание или се уште е рано мора да се одмориме, да слегнат малку впечатоците. Голем стрес е, значи, покрај се. Се уште е тоа во голема мера на чисто онака волонтерска база и малце да ни слегнат впечатоците. Сега што се вика од толку напор, толку гужва, више и не можеме, ние што бевме во најтесниот круг, си рековме чекај недела дена да не се гледаме сега, затоа што сме си дошле преку глава едни на други и така. Меѓутоа, да, треба брзо да се прават плановите, барем што се однесува до главните гости, бидејќи времето брзо минува. Тоа се некои звезди и не можете да им кажете еден месец претходно да дојдат. Значи мора една година или 7, 8, 9 месеци претходно да го изаранжирате сето тоа. Пред да го закружиме разговорот, да ве прашам кој најмногу чита, на која возраст е вашата публика и што би им порачале, што покрај нели овие што ги кажавте овде што се донесени, што најмногу се бара сега покрај оние јапонските, дали има се уште интерес за Загор и дали читаат младите или повеќе татковците? Или дедовците, може би? Сега, како да ме прашате каква музика е добра или слушам, на сите страни, значи буквално. Младите си фаќаат свој правец и тоа е сосема логично, нормално, повозрастните ги читаат тие стрипови за кои што спомнавме, иако имаме случаи повозрастните па малце преку некакво нивно влијание да ги натерат и децата да ги читаат тие стари стрипови, Загор, Алан Форд и така натаму. Меѓутоа, толку е широка палетата на тој стрип свет да секој за себе може да си најде нешто што ќе му одговара. Стрипот е сега и уметност, значи оно е спој меѓу наративни и визуелни светови, така што нас ни е целта да анимираме една инертна маса на луѓе која што не знае што представува стрипот или графичкиот роман, меѓутоа кога би дошла во допир со него, би рекла, ова не е лош. Подобро звучи сепак стрип, отколку графички роман. Овие се тие, нели, со да кажам, дебели корици, може би личат на... Вие ги... Ова се наши изданија, случајо ние што издаваме. Ние од 2017 година издаваме една едиција, ја викаме апсолутни почетници, затоа што ние сме 50 и кусур години сум, ама се чувствувам како почетник се уште. Тоа е позната песна на Дейвид Боуи, за кого исто имаме издадено стрип. Тоа синиот, така? Да, синиот. Два се, ова е вториот дел. И тука издаваме стрипови кои што сметаме дека се значајни, важни, посебни и потребни. Така.
Не знам како стоиме со времето. Дейвид Боуи го спомена. Да, Отличен изведувач и преубави песни, да. Може да ми го подадеш да го тоа е И секогаш со интересен стил негов. Апсолутно. Единствен, да. Ова се вака. берлинските години на Дейвид Да. Боуи, значи еден Одлично. многу интересен период од неговиот живот. Може да направиме поделба, графички роман за помладите е називот, а стрип за нас повозрастните, така? Па и да и не, некако графички роман му е даден тој термин као да се искочи од она некоја стереотипна фраза дека Така, стрипот е некое ефтино средство за разоната. Инаку вистинските стрипаджи, како што рече Ирена, исто не го сакаат стрип автори тој термин сега графички роман. Графички Стрип си е роман, стрип она. си е стрип, Ама така да. ова изгледа повеќе на роман и само да напоменам дека е на македонски. Да, се е преведено овде на масата, македонски, тоа е да. наша продукција Одлично. на македонски. Владимир, Интересен многу разговор. Да, интересен. Да, многу ти благодарам за гостувањето. Ќе се видиме на роденденот на Бункер. Ви благодарам многу за можноста. Во секое време. Ми беше задоволство. И нас. И јас благодарам, Ирена, јас мислам дека од сите содржини кои што ни беа и ова е интересно, меѓутоа и претходните исто така кои што си ги имавме. Ви благодарам и јас за гостувањето, посакувам и понатаму многу успеси и како што е убаво секогаш вака да се вратиме во минатото, а сме во сегашноста. Так.